Сакам да следните неколку минути го објаснам еден од по-новите проекти во делот на градежништвото, ангажманот на македонските градежни компании, кој што следи како продолжение на други мерки кои што претходно ги преземавме. Ако се сетиме малку претходно, ние отидовме со многу позитивни мерки во градежништвото, како што беа продажба на дворното земјиште за 1 евро по метар квадратен, што им овозможи на многу граѓани да си го откупат дворното земјиште и таму подоцна да реализираат изградба на сопствена куќа или надградба или слично. Ги поедноставивме градежните процедури од 21 чекор на само 3 чекори ги смаливме, односно ја смаливме бирократијата во тој дел за да може полесно да се гради. Понудивме изградба на, односно почетна цена за изградба на фабрики и слично по минимална цена од 1 евро по метар квадратен и низа други мерки кои што овозможија градежништвото, но и приватниот сектор и индивидуалните граѓани и сите оние што се заинтересирани за изградба во овој период да можат да ја реализираат истата. Токму на тоа, на таквите политики и мерки се надоврзува најновиот проект на владата предводена од ВМРО-ДПМН, проектот Купи куќа, купи стан. Овој проект произлезе од средбите што ги имавме со граѓаните, од дискусиите и проблемите што тие ни ги посочуваа, а еден од главните проблеми кои што најчесто го спомнуваа граѓаните беше фактот дека голем број од нив немаат сопствен дом. Немањето на сопствен дом беше главно условено со немањето на доволно финансиски средства, а сите знаеме дека во тој дел најтешко е на почетокот. Најтешко е да се соберат доволно пари, односно готовина, за да се уплати учество за да добиеш кредит, стамбен кредит во банка, или исто толку е тешко првите години од платата на кредитот, бидејќи тогаш е ратата најголема, тогаш се примањата релативно помали и затоа доаѓа тежината, товарот во првите години поголем. Токму од тие причини го дизајниравме овој проект со кој што им помагаме на сите македонски граѓани што немаат сопствен дом да можат да конкурираат и да добијат субвенциониран стамбен кредит, при што доделуваме два вида на субвенции. Едната субвенција е за граѓаните што немаат доволно готовина за да дојдат да соберат пари за учество во стамбен кредит и тука државата, односно владата плаќа 50% од тоа учество. Ќе дадам еден пример, например ако е кредит од 40.000 евра, треба да се собере учество од 10.000 евра од прилика во готово за да добиеш во банка кредит за 40.000 евра стамбен кредит за стан или куќа. Сега тие 10.000 евра со овој проект на владата Купи куќа, купи стан не мора да ги обезбеди граѓанинот сам, туку 5.000 евра ќе обезбеди граѓанинот, а другите 5.000 евра ќе ги субвенционира, ќе ги обезбеди како грант владата на Република Македонија. Тоа е еден вид на поддршка, како што реков, за оние граѓани кои што имаат проблем како да обезбедат готовина за да дојдат до стамбен кредит. Друга категорија граѓани, други граѓани имаат пак проблем како да го отплаќаат кредитот во текот на првите години, како што реков, тогаш е најтешко и затоа со вториот модел обезбедивме владата да плаќа првите 5 години од отплатата на кредитот ја плаќа половина од месечната рата. Повторно да го дадам истиот пример, ако се земе кредит од 40.000 евра на период од 20 до 25 години, од прилика ратата доаѓа 250 евра, од тие 250 евра месечно, 125 евра би плаќал граѓанинот, а 125 евра владата на Република Македонија. На тој начин, значи, ние даваме директна поддршка за сите граѓани, за оние кои што немаат сопствен дом, да можат полесно со поддршка од владата да дојдат до сопствен дом. Овој проект се однесува, често пати граѓаните каде што одиме вака на трибини прашуваат дали се однесува и на оние семејства кои што живеат во заедница и дали може да се користи за доградба или надградба на куќа. Одговорот е потврден, значи може да се користи и за доградби и надградби, но во случај само кога не е решено со прашањето на сопствен дом. Пример да дадам пак за да биде појасно. Ако во една заедница живеат родители, татко, мајка и син
И сега синот се оженил, има семејство, сака да надгради еден спрат, а нема на собствено име куќа, односно не се води ништо на негово име, тој може да добие пари од овој кредит, значи може субвенциониран кредит да добие, при што треба родителот само да го пренесе правото на градба на синот, значи не е нужно дури ни собственоста да ја пренесува, бидејќи тоа е нешто посложен процес на имотот, на земјиштето и на треба само значи на нотар да се завери право на пренос, да се изврши пренос на правото на градба и ќе може да аплицира за овој кредит. Во буџетот ние обезбедивме оваа година 240 милиони денари или околу 4 милиони евра за поддршка за граѓаните за реализација на овој проект и тоа ќе овозможи преку 2500 семејства, односно граѓани, со нивните семејства се разбира, да го решат прашањето на собствен дом. Овој проект ќе биде долгорочен, за сите граѓани кои што во текот на оваа година нема да можат, заради различни причини, нема да донесат одлука или нема да имаат комплетна документација и не стигнат во предвидените рокови да аплицираат кај 8 деловни банки кои што се учесници во овој проект, тие граѓани ќе можат и следната година или следните години да го направат истото, бидејќи ова е долгорочен проект кој што е ветен во нашата програма и кој што ние ќе го реализираме во текот на сите овие 4 години, заклучно со 2015 година. Ова е првата влада која што сериозно се зафати со давање на субвенции, давање на помош на земјоделците, на сектор, на група на луѓе кои што долги години беа запоставувани во Република Македонија. За прв пат субвенциите порасна од износи кои беа во неколку милиони евра, сега веќе говориме не за десетици, него за износ на вкупни субвенции од преку 100 милиони евра. За оваа година повторно имаме зголемување и она што го објавивме дека ќе бидат доделени вкупно 130 милиони евра помош за земјоделците. Поделот на субвенцијата по хектар за домати за краставица, оваа година имаме зголемување на субвенцијата за 50%, од 20 на 30.000 денари по хектар. Во делот на субвенцијата за компир и за пипер има зголемување од 20 на 23.000 денари. Зголемивме и субвенцијата за предадени производи на преработувачките центри, значи од 1,5 на 2,5 денари за пипер и за корнишони, за останатите останува 1,5 денар, додека прв пат воведуваме и мерка за предадено овоше во преработувачки капацитети од дополнителни 2 денари по килограм. Интенцијата е да не имаме само примерно земјоделско производство и да извезуваме само свежи производи, току она производство што е вишок или она што може би по својот квалитет не може да се најде како свеж производ на полициите на супермаркетите, да сепак биде преработено со поголем степен на додадена вредност, бидејќи во крајна линија тоа значат повеќе средства, повеќе пари за земјоделците. Во делот на пољоделството, значи кај житните култури, ја зголемуваме субвенцијата од 8.500 на 9.000 денари, како генерална политика за сите пољоделски култури, значи пченка, пшеница, рж, овес, сончоглед и така натаму, при што има дополнителна субвенција од 1.000 денари за производство на сточна храна на пченка, бидејќи пченката нели спаѓа во сточната храна, а кај сончогледот и оризот има дополнителна субвенција од 3.000 денари. Ако ги соберете овие заедно, значи излегуваат преку 200 евра по хектар за некој од културите, што навистина е износ кој што, ако се погледне историски, е највисок од било когаш. И интенцијата е повторно со овие средства на земјоделците да им се овозможи малку повеќе да инвестираат, да го зголемат приносок, да го зголемат квалитетот и како политика за инвестирање во земјоделието, тоа е наша интенција и имаме намера тука да обстоеме. Многу луѓе се прашуваат колку пари и дали се доволно средствата што се вложуваат во здравството. Јас ќе кажам дека Република Македонија секоја година во здравствениот систем вложува над 450 милиони евра. Тука не земејќи ги дополнителните инвестиции што секоја година ги правиме во опрема или во инфраструктура. Тоа е огромна сума на средства. Но она што ние констатиравме е дека дел од овие средства на овој или оној начин беа испумпувани од системот. Заради тоа се нафативме на една реформа која што за крајна цел имаше да обезбеди порационално користење на расположливите средства.
што направивме? Донесовме нова, за прв пат во историјата, методологија за формирање на единствени цени на лековите. Со оваа реформа, од 1 февруари 2012 година, имаме над, или точно 1299 цени на лекови намалени на голема продажна цена и над 860 лека намалени во аптеките ширум Република Македонија. Тоа е реформа која што треба да обезбеди зачувување на поголем дел од средствата во здравствениот систем и можност за нивна реалокација, односно за нивно подобро искористување за подобрување на функциите на здравството во Република Македонија. За Струмица, оваа влада, предводена од ВМРО ДПМН, набави апарат за компјутеризирана томографија, ехоапарат за радиологија, инкубатори за недоносени новороденчиња, гастроскопски кабинет, универзален операционен стол со дополнителна опрема, машина за дишење, комплетно автоматизирана стерилизатор и уште голем број на други парчиња опрема кои што недостацувале во целиот овој период. На тој начин, оваа влада инвестираше повеќе од 1 милион евра за набавка на нова опрема за Струмичката болница. Ако некој се прашува дали оваа влада, предводена од ВМРО ДПМН, мисли на Струмица, оваа влада во делот на здравството, Струмица направи еден од 4 здравствени центри во Република Македонија. Со оваа инвестиција од 1 милион евра во опрема и со најновата инвестиција која што ни е предвидена од 3 милиони евра за целосна реконструкција и ставање во употреба на недоградената зграда која што стои до болничката зграда повеќе од 20 години. Ете така оваа влада на ВМРО ДПМН мисли и делува за Струмица. Благодарам. Проектот за изградба на 2500 станови за приматели на социјална помош и за други категории на социјални лица и понатаму тече. Него го започнавме пред околу 2-2,5 години и се додека целосно него завршиме нема да запреме, се надеваме дека за година-две од сега ќе биде целосно завршен. Исто така, како што знаете, во минатото воопшто не постоја, а имаше потреба за тоа. Со доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН се отворија 35 народни кујни за изнемоштени лица, за лица кои што некој од нив дури да им понудите работа не може да работат заради здравствени причини, заради тоа што годините ги натежнале. Така имало од секогаш во Македонија, така има во сите држави и не случајно и најбогатите земји имаат отворено народни кујни, но со доаѓањето на ВМРО ДПМН се реализираше и тоа и овие 35 функционираат и им помагаат на илјадници македонски граѓани кои што се на работ на екзистенцијата. Знаете дека во периодот од минатите 4 години социјалната помош се зголеми за 33%, а сега во оваа година во декември заедно со зголемувањето на пензиите на пензионерите, на платите на администрацијата, ќе се зголеми и социјалната помош за цели 5% и тоа ќе се реализира во месец декември оваа година, кога за сите овие три категории ќе го оствариме првото од трите последователни во секоја наредна година најавени зголемување на пензиите, на платите на јавната администрација и на социјалната помош на граѓаните приматели на социјална помош во Република Македонија. Отворивме можност исто така, односно дадовме можност за сите оние кои што имаат деца кои одат во училиште, а се приматели на социјална помош, добиваат дополнителни 1000 денари се додека детето оди во училиште. За сите оние кои што се одлучуваат за трето дете. Многу луѓе мислат дека тоа е укинато, не е укинато. Секое семејство кое што има трето дете, што добива трето дете, откако е усвоен законот, добива дополнителна месечна парична помош во износ од нешто над 8000 денари месечно во период од 10 години. Така што тоа за еден таков период е еден поголем износ од 16.000-17.000 евра, кој што е сериозен износ и со тие пари може да се купат и покрупни работи, може да се купи гарсонјера или може било што друго нешто да се задоволат некои потреби на семејството. За четврто дете, како што знаете, предвидено е мајката која што ќе изгледа 4 деца да има можност да оствари право на доживотен надоместок од денот кога треба да замине во пензија, доколку не остварува право на пензија. Исто така, за децата од дом без родители обезбедивме по 3000 евра во моментот на нивното излегување од домот, а за секој од нив кој што ќе студира,
на факултет, обезбедивме 18.000 денари месечно помош доколку немаат решено стамбено прашање и 9.000 денари доколку го имаат решено стамбеното прашање. А покрај ова, за голем дел од овие деца излезени од домови за деца без родителска грижа, обезбедивме и станови кои што веќе им ги дававме на располагање, а исто така во план се изградба на нови кои што исто така ќе бидат доделени на оваа категорија на лица. Имаме многу други вакви програми со кои што помагаме на оние лица на кои што им е најтешко, особено во овие години, во години на светска економска криза, години на европска должничка криза, кои што имаат влијание и во Република Македонија. Посебно сме фокусирани исто така на делот на информатичкото општество. Не само заради тоа што формиравме министерство за таква работа, туку заради тоа што воведовме многу новини кои што го леснуваат животот на граѓаните користејќи компјутер и интернет. И не само заради тоа што на сите ученици им набавивме да имаат пред нив компјутер и интернет. Наставниците ги тренираме да го користат интернетот и компјутерот во наставниот процес. Уште повеќе заради тоа што се трудиме многу услуги што ги дава државата, владата, институциите, агенциите и така натаму, да може да се завршат преку компјутер и интернет. Да не мора луѓето да одат да чекаат по шалтери и така натаму. Еден од најкрупните проекти во оваа насока е проектот наречен интероперабилност. Тоа значи електронско поврзување на државните институции со цел да се намали бројот на одење на шалтер на граѓаните. Веќе до овој момент 4 институции се електронски поврзани. Тоа се Царината, Управата за јавни приходи, Катастерот и четвртата Централниот регистар. Следната треба да биде Министерството за внатрешни работи и потоа една по една најголемиот дел или сите институции. Што тоа ќе помогне? Тоа ќе помогне. Например, ќе одам со пример. Некој од вас му треба да извади некакво решение, дозвола, лиценца од Министерството за економија. За да го направи тоа, преходно треба да извади некој документ од Централен регистар, треба да извади од ДУЈП потврда дека плаќа даноци, треба да извади потврда од суд дека е неосудуван, треба да извади потврда од од некое друго министерство или државна агенција, што значи, за да отиде во економија, прво треба да оди по едно 5-6 други државни институции, да чека, да моли, да бара, да доставува барања, да подсетува, и така натаму, па после месеци и месеци, откако ќе ги собере сите документи, со нив да отиде во Министерството, например, за економија и да ја побара таа дозвола што му е потребна за неговиот бизнис. Сега, со ова поврзување на институциите електронско, практично овозможуваме човекот да отиде само во Министерство за економија, го земам за пример, иначе ова важи за секоја институција, да го познеси барањето, а Министерството за економија по електронски пат да си ги побара тие документи што он треба да ги бара од шалтер на шалтер од сите државни институции и по електронски пат да ги добие и на него да му даде одговор онака како што законот налага. Значи, со воведување на овој проект, кога целосно ќе се имплементира, годишно ќе се намалат чекањата на шалтер во бројка од 150.000, значи 150.000 помалку чекање на шалтер ќе има во Република Македонија. Веќе проектот започна, значи тоа не е теоретски или само на хартија, бидејќи 4 институции веќе се поврза, така што ако на некому му треба нешто во царина, а треба да извади документ во Централен регистар или ВУЈП, нема да оди да го вади, доволно е во царина да побара, царината по електронски пат веќе почна да си ги добива, прибира документите потребни за фирмите и за граѓаните. Тоа е тој проект наречен интероперабилност. И тоа е еден од најважните проекти за реформа на јавната администрација во Македонија. И воопшто за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, но и за подобрување на условите за правење бизнис на фирмите. Последната фаза од овој проект ќе биде кога ќе овозможиме граѓаните и фирмите да не мора ниту на еден шалтер да отидат, имено да може по електронски пат од дома или од канцеларија да го побараат од одреденото министерство или агенција или управа, да го побараат тоа што им треба, таа управа или агенција по електронски пат да ги собере сите документи што се потребни од другите институции и на крајот по електронски пат да му одговори на граѓанинот да му даде или да го одбие, зависно законот како налага. Тоа е
Тоа е последната фаза која што ќе направиме и со тоа ќе се заврши и заокружи овој проект во Република Македонија. Се надевам во наредните 3 до 4 години дека комплет ќе го завршиме овој проект. Втор значаен, многу значаен проект за јавната администрација, кога сме веќе кај неа е, она што веќе во значајна мера го завршивме во текот на минатата година, деломно и на почетокот на оваа, а тоа е се променија околу 150 закони, во кои што се ставаат рокови за се. Рокови кога некој нешто ќе побара од некоја државна или јавна установа, одредено барање за добивање некоја дозвола или решение, лиценца, документ и така натаму. Во законот се ставија во кој рок државната институција е должна да му одговори. Доколку не му одговори, се предвидува многу сериозни казни. Ама многу сериозни казни, како што немало до сега. Еве ќе ви ги кажам. Казните се за службеното лице, кое што го има материјалот кај него во фиока и си го чува, например. Казната е, ако го пречекува рокот, од 1500 до 3000 евра. Да, толку е. За раководителот на сектор, кој што е тоа службено лице, казната е од 3000 до 6000 евра. Само за еден предмет, ако го промаши. За раководителот на институцијата, директор или министар, казната е од 7500 евра до 15.000 евра. Па сега, ако им се исплати, нека чуваат предмети во фиока. За тоа те погledam. Не се исплати, нормално. А што не се исплати, него откако ќе си ги платат тие казни, ако повторно не му одговараат на граѓанинот, тогаш следува можност за кривична одговорност на сите овие лица, со предвидена во законот казна од 6 месеци до 2 години затвор и за службеното лице што го чува документот, и за раководителот на секторот затоа што не си го раководи добро секторот и дозволува неговите службеници така да работат, и за првиот човек на институцијата, директор или министар. И точно во законот е утврдена постапката како оди тоа. Значи, уште еднаш ќе повторам. За се има рок. Некаде се 8 дена, некаде 15, некаде 30, зависи од природата на проблемот и на барањето, некаде дури и до 60 дена. Најчесто е околу 30 дена. И еве, например, ако во рокот 30 дена не се одговори, постапката е следна. Граѓанинот или фирмата упатува писмено барање или соопштение, не знам како се вика, до управниот инспекторат. Управниот инспекторат е должен во рокот 3 дена да изврши проверка дали тоа што го тврди фирмата или граѓанинот е точно, бидејќи некој може важно да испрати. Значи, оди на лице место, проверува дали е точно. Ако не оди за 3 дена, него ќе го снајде казната, така е во законот. Значи, ако управниот инспектор премолчи, истата процедура после е за него. Казната 3000 до 6000 и така натаму, важи па за управниот инспектор, за раководителот на сектор во управниот инспекторат и за директорот на управниот инспекторат. Така да нема каде, во рокот 3 дена мора да иде да провери. Откако ќе провери и ќе утврди дека е така, му дава многу краток рок на таа институција, дава многу краток рок, мислам дека беше 5 дена, да му одговори на граѓанинот, доколку не му одговори, почнуваат казните. И ви кажа после како одат казните. Така што, некои луѓе веќе ги подучија законите нови, пошто имаш и на телевизија реклами за ова, и почнаа да си бркаат работа. И што е најважно, институциите почнаа да ставаат систем. Секој раководител на институција, свесен за можните последици, во својата институција почна да воведува ред. Почна да внимава да не му се случи, да не дојде да биде казнет, затоа што не е само за парите и бруката е голема. Кој ќе се чуе дека тој директор му лупнале 15.000 евра казна. Кај ќе се појави он после и како ќе биде директор после тоа, нели? Така што, тоа беше и целта, не беше целта да ги испоказниме или да ги испозатвориме луѓето кои што се во администрацијата и раководителите, туку да ги принудиме да се осврнат на овој дел, поврзан со граѓаните и со фирмите, да ги запазуваат роковите, на време да одговараат и така да бидат задоволни и граѓаните, и компаниите и фирмите, и
луѓето во администрација, затоа што на време ќе се завршат работата и нема никаква опасност да бидат за нешто казнати. Тоа е вториот крупен проект кој што можам да кажам веќе го завршивме и почнува да се имплементира. Има и други помали проекти како што е за семафорот со црвено, жолто, зелено, каде што граѓанинот ја оценува, се разбира тајно, без да знае административецот, ја оценува работата на негова и од тоа делумно му зависи платата на човекот што работи на шалтер. Дали може да се изфрлат плавите картончиња, бидејќи знам во блиски наши земји дека плавото картонче е вишук веќе. Ние сме претенденти за влегување во Европска унија, а уште со плави картончиња. Плавото картонче е само една форма со која што се докажува дека е платен на домашното здравствено осигурување и ние со имплементација на електронската здравствена карта планираме да ги изфрлиме како да речеме систем на функционирање. Меѓутоа, без разлика на се, ќе мора да има доказ дека е платен здравствениот надоместок, односно надоместок кој се плаќа за здравствено осигурување. Дали Македонија има долгорочна стратегија за енергетска стабилност? Да, имаме таква стратегија, таа е подготвена од Македонската академија за науки и уметности. Во неја се дефинирани чекори за тоа кои електрони ќе се градат. За среќа има доволно резерви на јагне за отварање на нови електрони, има и во Вариово, има и во Неготинско, се отвараат нови рудници во Битолско за да се храни лек Битола, така да во најголем дел идната потрошувачка електрична енергија ќе биде од домашни извори. Така да нема потреба за загриженост. Ова што се случуваше оваа зима е резултат на многу специфични околности кои го погодија целиот регион, така да сите земји во регионот имаа проблемот. Слаба беше сезоната со вода, се потрошија акумулациите речиси во сите држави и поради тоа за да спречиме да има посериозни проблеми, прогласивме енергетска криза, но реално луѓето не го почувствуваа тоа, бидејќи само се изгасна осветлувањето по улиците, тоа траеше не повеќе од 10 дена, потоа се приклучи, така да не би требало да има такви проблеми во идеја.